И европјаните воодушевени од приказните за македонските винарии, каде некогаш кралеви ги подарувале на своите кралици. Европските и регионалните експерти за вина од трибините заминаа во тиквешијата да се уверат во квалитетот на македонските вина. На терен од Калемари до Визби, во Визбите гостите прошетаа по улиците на вината. Така ги нарекуваат вработените од винариите. Со собствениците разговараа за технологијата на обработка на грозјето до квалитетот на добиеното вино. Меѓутоа, во моментот отсуствува висококвалитетното вино, македонско вино на пазарите во Германија. На експертите им беше промовирани винскиот туризам, од свеж зимски мирис, селска идила, пространи лозија до дегустација и оценување на вината. Вино из Македонија доста застапено во Србија, ние имамо... Македонското вино е многу застапено во Србија и имавме можност да се запознаеме со виното на нашите пазари. Вкусот е незаборавен, е заедничката оценка на присутните. Виното, за да го пробее Европската Унија, најпрво треба да работите на извоз на вино во шишиња и добра промоција, порача директорот за земјоделство на Европската комисија. Начинот за да успеете да ги пласирате вашите вина на овој пазар е да произведувате квалитетни вина. Квалитетот треба да биде внатре во шишето, а не само на етикетата. Македонија има добар почеток за винарски бизнис. Квалитетот на вината е многу добар. Како земја кандидат за влез во Европската Унија, треба да работите на законодавството во овој сектор, совет од Министерството за земјоделство од Словенија. Систематски Треба многу да се работи, систематски да се работи на катастарот, а тоа значи колку производители на вина има во Македонија. Така и ние направивме пред да влеземе во Европската Унија. Со ова заврши 4-та регионална средба за развој на винскиот сектор оваа година организирана во Македонија.